Гласници на надежта. Глава 15. Како да се има внатрешен мир. Беше бишоп Августин од Африка кој кажа: "Мојата душа е уморна, се додека не најде одмор во Бога." Тој разговараше со Бог кога го кажа тоа. Тој го искажуваше својот копнеш, кој секој го има. Тој внатрешен копнеш, кој и ти го имаш. Ти копнеш да имаш мир таму, многу длабоко, во твојот дух. Но се чудиш како? Како јас можам да го имам тој мир? Токму за тоа се однесува оваа порака. Како да се има внатрешен мир? Сакам да ви помогнам да го пронајдете тој мир, бидејќи секој има таков копнеш и секој се обидува да го задоволи тој копнеш, но многумина создаваат само полоши услови. Така беше и со оваа жена. Таа си мислеше дека ако ги има сите мажи околу неа, ќе го има и тој внатрешен мир. Но таа го немаше. Ќе ги прочитаме стиховите од Евангелие, од Јован, 4 книга. Јован, 4 глава, од 11 до 19 стих. Жената му одговори: "Нема со што да нацрпиш, Господине, а кладенецот е длабок. Тогаш, откаде имаш жива вода? Зар си ти поголем од нашиот татко Јаков, кој ни го даде кладенецов? И тој самиот пиеше од него, и неговите синови, и неговиот добиток." Исус во одговор и кажа: "Секој кој пие од водава, пак ќе ожедни. А кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема да ожедни довека, туку водата што ќе му ја дадам, ќе стане во него изворна вода, извирајќи во вечен живот." Жената му рече: "Господине, дај ми од водата за да не ожеднувам и да не доаѓам тука да црпам." Исус и рече: "Оди повикај го мажот ти и врати се тука." Жената му одговори и рече: "Јас немам маж." Исус и рече: "Право кажа дека немаш маж. Затоа што си имала 5 мажи и тој, кого го имаш сега, не ти е маж." Тоа го рече вистинито. Жената му рече: "Господине, гледам дека си пророк." Сега таа доживеа отворање на очите, нели? Но се што и требаше е тој внатрешен мир кој Исус може да и го даде. Би сакал да разговарам со тебе за тој внатрешен мир. Како да го добиеш? Како да го примиш? Во разговорот кој Исус го имаше со жената, има убава насока што ќе ве води кон внатрешен мир. Првата насока. Проценија ситуацијата. Земете предвид како стојат работите. Кога Исус си понуди жива вода, таа го погледна и му рече: "Откаде имаш жива вода? Нема со што да нацрпиш. Овој кладенец е длабок. Како ќе добиеш жива вода? Зар си ти поголем од нашиот татко Јаков кој ни го даде кладенецот? И тој самиот пиеше од него, и неговите синови, и неговиот добиток." Таа правеше добро, правилно и внимателно разгледување. Ја процени ситуацијата. Таа размислуваше од секој човечки аспект. Водата што тој сакаше да ја даде беше невозможно. Невозможно? Откаде тој ќе земе вода? Како може да обезбеди жива вода? Всушност, тоа е добра насока, мој пријателе, да ја согледаш ситуацијата и да видиш колку е крајно безпомошно и безнадежно од човечка гледна точка. Нема многу надеж ако гледаш како и оваа жена. Таа разбираше колку длабок е кладенецот. Исто така, разбираше дека пред тој да ја нацрпи таа вода од кладенецот на Јаков, ќе му треба нешто со што да нацрпи. Беше во право, проценувајќи ја ситуацијата. Втората насока може да ја забележиме тука. Искажете ја вашата потреба. Исус рече: "Ти доаѓаш често, секогаш кога си жедна. Секој кој пие од водава, пак ќе ожедни." Се разбира, фактот дека дојде со својот бокал покажуваше дека е жедна. Незиниот дом имаше потреба од вода и таа доаѓаше секој ден. Најверојатно, тоа и беше како еден вид работа која ја одржуваше секој ден. Таа мораше да го прави тоа. Таа често доаѓаше кај кладенецот, но секогаш беше жедна.
Секој кој пие од водава, пак ќе ожедни. Исус рече, секој кој пие од водата што јас ќе му ја дадам, нема да ожедни довека. Туку водата што ќе му ја дадам, ќе стане во него извор на вода, извирајќи во вечен живот. Тоа ќе ја задоволи твојата длабока копнеш во твојата душа и дух. Нема да биде како физичката жет, која те доведува тука кај кладенецот. Ќе биде нешто поинакво. Кога таа го слушна тоа рече, дај ми да пијам. Изгледаше дека жената не разбира што Исус си посочуваше во овој момент. Но кога таа ја изрази својата потреба, дај ми да пијам, ја отвори вратата и на тој начин Исус да ја даде мир во незиниот внатрешен дух. Тој внатрешен мир за кој зборувам, доаѓа кога ти си спремен да ја искажеш својата потреба. Овие две насоки се многу важни. Процени ја ситуацијата и искажи ја твојата потреба. Но и третата насока е исто толку важна. Исповедај ја својата состојба. Со цел да го добие овој напиток што го бара, Исус и рече: тоа беше точно на место каде што таа најмногу е вознемирена. Токму тука мирот беше отсутен. Исус ја разбираше неа и рече: оди повикај го мажот ти и врати се тука. Таа веднаш одговори: јас немам маж. Тоа беше исповед на својата состојба. Незиниот цел живот беше изложен. Тој рече: право кажа, ти немаш маж. Затоа што си имала 5 мажи и тој кого го имаш сега не ти е маж. Незиниот цел живот целосно беше откриен пред Господ. Таа ја исповеда својата состојба и Исус целосно ја разбра. Незиниот одговор беше: Господине, гледам дека си пророк. Кога Исус си го понуди тој внатрешен мир, тој мир во духот, тој мораше да оди таму каде што навистина беше немирот. Штом вистинската состојба беше јасна, тој можеше да ја понуди вистински мир. Пријателе, така е и со тебе. Исус може да ти даде внатрешен мир и тебе. Ова се насоките. Процени ја ситуацијата. Гледаш колку безнадежно може да биде, освен ако некој не направи нешто што ти не можеш. Искажи ја вашата потреба, прашај го него за да ти ја даде таа жива вода. Исповеди ја својата состојба, отвори го местото на твојот немир. Да, на тој начин внатрешниот мир е возможен. Исус ќе ти даде мир. Гласници на надежда.